Приказните на баба Солунка. Дечиња, тишина. Уште една приказна од баба Солунка. Газдата и циганот. Си беше еден газда, имаше многу убава куќа голема, ама и двор широк. У дворот си направи циганот една куќичка, само една соба и таа сета од картони. 5 деца има. И му вика на Сиромов, на Циганов, сели се рече од тука ќе правам штало, ќе чувам крави. И вој вика на жена му, жено рече, вој е стар, 100 години. Мора да одам кај Господ, рече, да го прашам колку години ќе живее. И тргна. Кога на патот го сретна еден човек, рече, слушај, кај одиш, пријателе? Кај дедо Господ, рече, одам. Чим ќе одиш таму, праша го за мене на комшијата, кога ќе му умре козата. Добро, рече, не заборавам, ќе прашам. Понатака оди еден продава јаболка. Ама никој не купуе. Ами не убави јаболка, не црвени, волка и голем. И никој не купуе. Ај, рече, праша го, тука стои тој. Земи едно јаболко, бе удушна, малку му смрди, некако не го јаде. Праша го, рече, Господ, чим ќе одиш кај него и за јаболкницава, зошто не се јадат јаболка? И кога го сретна една девојка, мете. Вика, кај одиш, чичко? Одам, рече, кај Господ. Ај, рече, праша го за мене, зошто ја не можам да се омажам? Толку години еве направив, нема никаква прилика, не ми испаѓа. Ќе прашам, рече, не заборавам. Кога дојде до една река голема, се наведна вода му се пие, нацрпа со рака, не може да се напие. И реката му проговори, рече, помини погоре, сум поширока. Можеш да поминеш, прашај за мене, Господа, прашај го, зошто мојата вода не се пие. И кога оди, девојката го прашува, вика, зошто не можам да се омажам? Рече, зошто метеш навечер? Кога Господ вечерал, ти сум му расила вечерата и затоа не можеш да се омажеш. Да метеш на сабајле. И кога отиде више кај Господа, и го праша Господ. Вика, Господе, аби има еден стар човек, газда многу, ги брка сите и нас не скорива да станеме да прави штало тука. Колку години ќе живее, да ни кажеш? Синко, рече, тој ќе живее 300 години. И вој вака си ја тури раката, вика, милост Божја, како вие ќе судите, така нека биде. И кога си дојде дома, назад на враќање, го праша реката. Шо рече за мене? Рече за тебе, ама прво му рече да поминеш реката, после да и кажеш. И кога ја поминала реката, и кажал на реката, рече, зошто мојата вода не се пие? 99 души си удавила, кој ќе го удави 100-тиот, тога ќе се пие водата. Затоа он му рече, Господ, помине прво водата, после кажи, оти тебе ќе те удави. И од тука, кога дојде кај јаболкницата, шо рече за мојата јаболкница? Рече, татко ми имал грне злато. Му го украле рамиите, го закопали у корењето јаболкницата. Додека златото не го изведам, јаболката нема да се јадам. И го ископа златото, си го зеде циган од златото и почна јаболката да се јада. И кога после дојде кај козарот за козата, кога ќе умре. Козата ќе умре, рече Господ, кога ќе ја заколе газата. Тога ќе умре. Кога дојде дома и вика на жена му, жено, рече, 300 години ќе живее човекот. И она си рече така, милост Божја, како судил, така нека биде. Уште седнаа да вечераат и чука некој на порта. Комши, бре, ај дојдете, рече, газата умре, да го закопаме, да го облечеме. Абе, како, рече, Господ рече, 300 години ќе живее. Го закопаа човекот, го среди и па отиде кај Бога. А да праша, зошто, рече, дедо Господе, ти рече 300 години ќе живее, а го закопавме човекот. Рече, кога реков ја, ќе живее 300 години, ти си рече, милост Божја. Ја му зедов 100. Кога отиде дома, на жената и рече, милост Божја, и она рече, и тоа му зедов 100, му останаа само 100 и умре човекот. Приказните на баба Солунка.